Нух алейхиссалам, Аллах джелешану, на 600 некоја година, 650 година, негде од неговото посланство, му кажа дека Нух повеќе ниеден од твојот народ нема да се упати. Халас. Нух алейхиссалам не престана да прави давет. Знаеше дека никој нема да прима. Освен тие што примале. Дошло во Тефсир 12, 13, 82, 83, најповеќе се качиле во бродот. Ма ише 300 години продолжи да прави давет. Зошто? Зашто имаше потреба тој и тие што беа околу него. Абе, зборувано е ова. Зборувано, ама инсано заборава. Треба да се подсетиме. Специјално ова време во кое живееме ми е турбулентно денеска, не? Често заборава. Често многу и треба да се подсетуваме. И затоа немој да малаксаме, затоа немој да ни падне моралот, него да го држиме секојаш високо моралот. И јас и ти сме избрани за ова време и ова место. Ова секое време и секое место Аллах джелешану избира една група на луѓе, преку која група на луѓе ќе го чуват динот. И ти си избран за ова време. Ама ја не сум никој ова, она, ако Аллах те избрал тебе. Те дал да зборуваш, да бидеш помошник, да бидеш ова, да бидеш нешто, да бидеш тука, не. Немој да кажеш ја не, за да избегнеш работа, не. Немој така. Време на Имам Ахмед било негово фитне, што се случило со Халкул Куран. Време на Ибн Тајмија имало своји проблеми, а не со сифатите на Аллах. Време некој друго имало други проблеми. Денеска имаме ова проблематично што зборуваше овде. И треба ние да станеме, да го штитиме ова наше верување. Динов, Аллах ни дал шанса, Немој да ја изгубиме таа шанса така, Зошто многу ја изгубиле, А најповеќе изгубиле не сакат да има никаков проблем во дуња, Да живеат рахат, Ла рахат фи дуња, нема рахат во дуња. Иако мислиш дека ова ќе направам за да сум рат, ама немаш да имаш пак рахат, Немој да мислиш така.